Здружение на граѓаните за почитување на прописите поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство, а против специјалното јавно обвинителство, поради незаконско отворање на истражни постапки по истекот на рокот од 18 месеци кој беше предвиден за неговата работа. Кривичната пријава, освен за Катица Јанева, се однесува и за 10 незини помошници кои покренале истражни постапки за 11 предмети, со цел, како што нагласуваат од здруженијето, да им наштетат на одредени лица, а по истекот на предвидениот рок предвиден во членот 22 од Законот за јавно обвинителство. Тие како институција која треба да се држи до нормите и до правото, треба да се го почитува законот Lex Specialis кој е за нив донесен. И покрај тоа, господјата Катица Јанева имаше изјава дека така арогантно и дрско дека независно од тоа што рокот е поминат, тие ќе продолжат да вршат гонење на оние кои мислат дека сгрешиле. Од здруженијето потенцираат дека СЈО делува како огранок на политички структури и е под заштита на моќни надворешни сили, но велат дека законите се закони и мора да ги почитуваат сите, без разлика на ароганцијата со која специјалните обвинители ги свршат своите незаконски дела. Истовремено ова здружение поднесе и предлог за разрешување на јавната обвинителка Вилма Русковска, која на телевизија призна дека била дел од шарената револуција организирана од политичката партија СДСМ. Со оглед дека незината функција е неспојива со вршење политички активности, очекуваат Советот на јавни обвинители сериозно да го разгледа нивниот предлог и да ја утврди незината одговорност. Здруженијето, чија главна дејност е следење на избори и судски постапки, има поднесено кривична пријава и против Ферит Мухич, Горан Мисовски, Талат Джафери и уште 64 пратеници за нелегалниот избор на претседател на собранието на 27 април. Костески тогаш порача дека јавното обвинителство треба итно да постапи против овие пратеници кои сториле тешки дела, меѓу кои веле предавство, но сега истакнува дека со оглед на состојбата во која се наоѓа македонскиот правосуден систем, иако јавното обвинителство и натаму истражува, малку е веројатно дека ќе има каква била разрешница. Сепак истакнува, неопходно е да се покаже дека и во вакви околности има луѓе и организации кои се подготвени да заштитуваат легалноста, а правдата кога тогаш ќе мора да биде остварена.